Тина, Никола, Сашко и Славче го сочинуваат велешкиот кавер бенд познат под името Грейс. Заедно настапуваат цели 12 години. Велат, во сите овие години функционираат одлично заедно и како локален бенд најчесто настапуваат во родниот Велес. Познати се по разновидниот репертоар, кој варира од алтернативен рок па до комерцијален поп-рок. Изгледа најчесто одиме ние што сакаме, па верувам дека си најдовме така публика. Никогаш не сме се воделе кон тоа што само публиката сака. Свириме буквално се од рок и поп и гледаме да биде нешто постаро, да не биде само модернистички, за да не биде толку досадно и монотоно. Ама не знам, се разликуваме од другите. Може би заради тие некои правци што си ги сакаме лично и ги свирим. Па, свириме доста алтернативна музика. Се разбира и комерцијални ствари кои што ни лежат нас. Например, свириме две траки од Jamiroquai, свириме Ријана, дури свиревме нешто, Бионси и такви ствари. Без разлика, значи, отворени сме, имаме различни вкусови, сите собираме по една песна, по две, сеедно ако на сите ни се допадне како концепт, го работиме тоа без разлика, дали ќе им се допадне на публиката или не, ние сме тоа, нели? Не можеме сите да бидеме исти во една иста рамка, да... Ако е добра песната и ја знаеме и сакаме да свириме, зошто да не? Сега не свириме Желјко Јоксимовиќ, рецимо. Не знам. Да, имаше дури некои ни бараа некои такви песни во Тарантино старо. Али да, не свириме Турбо Волк. Грейс бенд најчесто може да се слушнат во живо во велешкиот клуб Тарантино и во култниот паб, а пред неколку месеци настапи и на Велес фест во градскиот парк. Значи конкретно Грейс не е бенд кој живее од музиката, секој си има, нели, посебно не е професор, Тинка има работа, Славчо има работа, ја имам работа. И порано бевме малце поангажирани во врска со тоа да најдеме букинг, да свириме, во Штип свиревме тука многу пати свиревме. Не знам, Струмица. И сега можеби не сме доволно ангажирани толку за да почнеме да бараме букинзи на страната и нели секој со времето си има своји проблеми и нели ангажмани како. Беше пријатно искуство, убаво Велес фест треба да се одржува често такво нешто. Не само за една година и не само еден бенд, нека бидат многу бендови. Супер, убава сцена, убаво звучување, многу подобро од колку што може еден локал да си дозволи. Ама тука е по-клубски, по-пријатно некако, така по-свое, како дома, никогаш немаш трема, немаш... Убаво е. За сега, Грейс бенд исклучиво свират преработки, но не се исклучува можноста и за авторска музика. Често знаат да бидат вклучени во авторскиот проект на нивниот тепанар Сашко Костов. Осно како бенд немаме, Никола има направена на песна за мене. Сашко ни помогна со тапан и Славче ни помогна со бас и со текст. И таа единствена песна што ја направивме може да се каже како бенд. Само не ни гласи на бендот, туку лично мое име пишено. А со другиот проект си работам на моја авторска музика, спотови, снимање, театарски представи. Последно што ни беше настап на браќа Манаки во Битола. Отварав и затварав, заедно Славчо Пеев и така, музика. Да, значи као кавер бендови има 3-4 бенда тука во Велес, али авторска музика многу ретко, за жалост. Дека баш ми се случи сега имав една манифестација, бев као жири комисија во Бугарија и требаше да има пола македонски артисти, пола бугарски артисти и тоа се случуваше уствари во Бугарија. И баш испаднав по градов и прашав мали деца што знам дека свират дали имаат нешто авторска музика за да може да влезат во програмата, дека не е мала работа да соработуваш и се дружиш со различни музичари на страна, дека порано, например, во 90-тите тоа го немавме, дека немавме ни интернет, а и да имавме беше многу скапо и многу
нели недостижно спрема тоа. Така да не знам што е работа, има интернет, има се, нема нова сила авторска која што треба, пошто Велес гласи за еден од најкултурните градови реално, да не спомнувам дека тука се прво музичко школо, прв театар и прво се, пошто Веле сме супер културни луѓе, само проблемот не знам што е. И покрај недостигот на локали за жива рок музика во градот, Грейс Бенд продолжуваат и понатаму да свират како кавер бенд, потенцирајќи дека на бендот не гледаат само како на хоби, бидејќи помеѓу нив постои голема љубов која обстојува веќе 12 години.